Двајца академици, еден професор по историја, како и по еден представник од Министерството за правда и култура ќе бидат дел од комисијата која ќе одлучува дали во Македонија се дозволени здруженија кои го слават ликот и делото на Ванчо Михајлов, цар Борис III и други познати соработници на Адолф Хитлер и Третиот рајх. Од прилика вака ќе функционира системот во Македонија откако измените на Законот за здруженија и фондации ќе минат низ собранието. Доколку програмата, целите и дејностите и нивното действување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, поттикнување или повикување на воена агресија, разгорување на национална, расна, верска омраза или друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстреминација, ширење или поддршка, поттикнување и одобрување на фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх, преземање на активности поврзани со тероризам, преземање на активности кои што се спротиви на уставот или законите и преземање на активности со кои се повредуваат слободите и правата на други лица. Предвидено е комисијата да има советодавна улога и да ја формира министерот за правда. Таа ќе дава мислење и ќе го препраќа до него, а тој ќе го има последниот збор и одлука. Овие предлог измени на законот нема да важат само за здруженија кои ќе се формираат по донесувањето на законот. Сите досега регистрирани ќе бидат предмет на ревизија и оцена. Организации, здруженија, фондации, сојузи и други форми на здружување се должни во рок од 3 месеци од стапување на сила на овој закон да го усогласат своето име или назив, цели и дејности согласно одредбите од овој закон пред Централниот регистар. Предлогот за законот да се гласа во скратена постапка од собранието доби едногласна поддршка. Се очекува по него да следат слични измени и во Законот за трговски друштва.